Комбиња, автомобили, шлепери, па дури и автобуси се само дел од возниот парк заглавен на транзитниот центар Винојук кај Гевгелија. Овие возила се одземени при обид криумчарите нелегално да ги превезуваат мигрантите кои влегуваат на територија на Македонија да ги превезат кон северната граница. Возилата се заглавени со месеци, а некои со години. Од Центарот за управување со кризи во Гевгелија вела дека нивниот број се зголемува од ден на ден и буквално го попречуваат нормалното функционирање на кампот. Во моментов во транзитниот центар Винојук имаме голем број на возила, како патнички автомобили, така и товарни камиони, така и автобуси. Сите оние кои што преку медиумите ги слушаме каде што се фатени мигрантите во недозволен премин на нашата држава, се носат во транзитниот центар Винојук и представуваат потенцијално голема опасност. Безбедносните ризици кои ги носат возилата паркирање на кампот е еден од најголемите проблеми. Прашање на време е кога ситуацијата би ескалирала. Опасноста е голема. Знаете какви се температурите во нашата држава во моментов. Едноставно, секогаш постои одредена искра на сомничевост, но некој од мигрантите посегни го направи тој потек кој што навистина ќе има далекосежни последици. Во текот на вчерашниот ден ги контактиравме од Агенцијата за одземен имот, кои прецизираат дека возилата кои се одземаат од страна на Министерството за внатрешни работи по различни основи, а во случајот од криумчарите кои се сместени во Винојук, треба прво да добијат судска разрешница, односно по затварањето на делото криумчарење ќе се знае дали возилата ќе се вратат кај сопственикот или ќе припаднат на агенцијата. Но до кога овие возила ќе стојат на кампот Винојук и ќе носат ризици, засега никој не одговори.